Пред крајот на месец септември во Преспанскиот регион започнува сезоната на берење јаболка, која општина Ресен и годинава традиционално ја одбележа со манифестацијата Преспански јаболкобер 2025, најголемиот стопанско-културен настан кој опфаќа активности од областа на земјоделието, културата, туризмот, уметноста и спортот. Активностите во рамки новогодинишниот Преспански јаболкобер започна на 20 септември со детската поетска манифестација Детски гласови. На 22 септември се одржа промоција на книги на професор Јагода Митеревска под наслов Татковината е наша светост, независноста наша гордост. На 24 септември беа доделени благодарници на учесниците во проектот Промоција на хумани вредности, а членовите на драмското студио Престиж при Домот на културата Драги Тозија во Ресен ја изведоа театарската представа со наслов Заљубени изгубени. На 25 септември во Домот на културата беше отворена уметничката изложба низ четката на преспанските уметници, а на градскиот плоштад во Ресен Цар Самуил во вечерните часови со својот настап атмосферата ја збогатија локалните фолклорни групи Кардешлик и културно-уметничкото друштво Таше Милошевски од Ресен, како и гостите од Хрватска. Културно-уметничкото друштво Анте Зениновиќ Каштел Камбеловац. Во петокот 26 септември беше одржана штандовска презентација на производи од јаболко и богата културно-уметничка програма на основните училишта и градинката во Ресен. Се одржа и саем на книги од Македонската асоциација на издавачи, како и детската ликовна работилница Јаболче, на кое најмладите генерации на Ресен се представија со своите креативни дела. Во вечерните часови на градскиот плоштад присутната публика ја забавува локалните музички таленти Живе Мешуревски и група Кода, младиот Наум Бумбаровски, Даниел Мехмет и група Универзал, а вечерта кулминираше со настапот на гостите Амадеус Бенд. На празникот Крстовден традиционално беше откинато првото зрело јаболко, со што и официјално се означи почетокот на бербата, а беа доделени и наградите за најдобрите земјоделци за изминатата година. Во тек на целиот ден на градскиот плоштад течеше штандовска презентација на производи од јаболко. На штандовите беа изложени најдобрите и најкреативните производи од јаболко, од традиционални сладки, сокови и джемови до уникатни ракотворби и иновативни прехранбени производи, со што Преспа уште еднаш се потврди како центарот на јаболкото во Македонија. Беше одржана и промоција на книгата Скриена тишина од Елизабета Бандиловска, а беа доделени и наградите за најуспешните учесници на ликовниот конкурс Преспа во стих и збор. Во вечерните часови, во саботата и покрај дождливото време, многобројната присутна публика уживаше во настапот на популарните локални бендови Пуш Пауза и Баклаби, а атмосферата кулминираше со огномет и со настап на групата Тропико Бенд и познатите Браз Брадерс од Битола. Повеќедневните активности на манифестацијата Преспански јаболкобер 2025 беа заокружени со меморијален турнир во мал фудбал Благој Котларовски Баги и меморијалниот турнир во ракомет Зоран Стојановски. Организаторот Општина Ресен со гордост истакнува дека овие денови беше домаќин на бројни гости и официјални лица од различни држави и збратимени градови, како и лица кои го остваруваат својот интерес во областа на јаболковото производство. Додаваат дека манифестацијата не е само празник на јаболкото, туку и заедништво, креативност и љубов кон родниот крај.